Во принцип тие сите психопати, масовни убици се многу големи цвикатори според мен. Многу нестабилни личности се. Стално кење дека тие имале некако различно гледање на некои си изрази, мисли, филозофии, свети книги и си прават пиздари околу тоа. Добро, зошто немат различно мислење за упатно за предупредување? Например, немој да го фрлаш фенот вклучен, док се тушираш в када. Не веќе го фрлам фенот вклучен в када. Тоа е мојот револт кон капитализмот. Таков. Или зошто, например, кој ќе му речи некој, немој да пиеш појќе од 2 апчиња за смирување и никако немој да ги мешаш со алкохол. Ебете себе, ќе пијам 27 апчиња за смирување, ќе ги растворам во шпиритус, свинкамен ке стопам и на екс ке го испијам. Различен сум, сватете ме. Оди до крај, брате! Или немој да пикаш вилушкав штек. Ти ќе ми кажеш, за имет ќе пикнам вилушкав штек, бе? И не само тоа, ќе се врзам и со сјалички за Нова година и немам каф ќе сам да свети. И само избраните ќе сватат зошто е тоа така. И уште по 2 пати пукал на жртвите за да е сигурен дека биле убиени. Класичен цвикатор. Остај некој ранен, бевате, дека преживе и дека те сретнит заглавен в лифт со шипка, желба за одмазда и фантазија слична на твојата. Чисто за поинтересно да е, сваѓаш, затоа што сите сакаме да се изразиме во општество. Масовен убиец бил тој. Абе, бегај таму, запиши се на извидничко, најди си другарчиња што ќе ти ги сакет вицоите и немој да читаш книги поголеми од Зоки Боки.